Десетина години децентрализацијата тапка во место. Најголем виновник за ова, според експертите, е застојот кај фискалната децентрализација, односно малите и ограничени приходи на локалните самоуправи. Имено, единствен начин на нивно финансирање се прибирање средства од даноци, комунали и концесии, додека од големиот државен колач тие добиваат само трошки. Многу малку се дава за преку оние трансфери од државата, преку ДДВ-то, преку другите даноци кои што треба. Во други држави многу поголем процент, кај нас негде околу 4-4,5% од ДДВ-то се дава на општините, што е малку. Токму тоа што општините немаат финансиска моќ да се развиваат самостојно, располагаат со слаби капацитети. Капацитетите на општините се уште треба да зајакнат за да можат оние во пазарот на капитал да учествуваат самостојно, затоа што законот за финансирање на општините овозможува една така можност да во пазарот на капитал учествуваат општините и позајмуваат пари. Секако дека тука треба и некои законски имени за да општините можат да имат и своја собственост. За ваквата ситуација да се промени, експертите посочуваат конкретни решенија и измени во законот кои мора да се случат што побрзо. Во наредниот период мора да се случи некоја поголема, по-храбра одлука да се дава на општините поголем удел од сите тие давачки кои што одат повеќе кај државата, и кај концесиите, и кај данокот за додадена вредност. Освен ова, тие потенцираат дека еден од начините да се откочи процесот на децентрализација е вршење притисок на општините кон централната власт, кои локалните самоуправи можат и треба да го вршат преку заедниците на единиците на локалната самоуправа на Македонија.